Не пречека на влезот на нивната трошна куќа за да ни ги каже убавите вести. Злате Стрезовскиот Тетово вели дека се уште постојат хумани луѓе, кои му помогнаа во периодот кога му беше најтешко. Откако ја објавивме сторијата за неговото семејство, веднаш ги посетила екипа од Центарот за социјални работи. Благодарение на нивни сограѓанин, децата сега можат да следат настава на компјутерот кој досега беше нефункционален, а добиле ветување и за 2 лаптоп компјутери. Луѓе од повеќе градови се јавиле за да им помогнат во храна и пари. Откако беше објавено видеото, се јавија од социјални грижи, дојдоја на увид. И ми рекоа дека следува детски додаток за децата, сите деца во школа што ми одат. И дека ми следува социјален стан, ама станот треба да се плати во општина. Кога и како што има огласи да се подадат документите. И се јавија многу луѓе за помош, дури и стариот недотрен компјутер ми го средија, го направи да може да се користи. И се јавија за некои луѓе сака да ми донираат пари, и отворив регистрацијна сметка отворив. Стрезовски е благодарен на сите кои што му помогна, иако вели дека ова не е долгорочно решение. Сепак е разочаран од фактот што мораше да побара помош преку медиумите, наместо државата да се грижи за нив, како и за семејствата како неговото. Јас сум одел во социјални грижи, ми вика дека не следува. Сега, откад се јавим телевизија, следува се. Ја немам да разберем ситуацијава. Зарем требаше да се појави на телевизија да се осети државата дека има вакви случаи. Стрезовски остануваат да живеат во куќата под наем, со надеж дека еден ден ќе имаат сопствен кров над глава и дека 4 деца ќе имаат достојни услови за живот и образование.